Претходната година, ради немање спортска сала со паркет, не ни дозволија прва лига да играме. Ова година наставиме со истата екипа, со исти амбиции и нашата улога на фаворит ја оправдаме во целост, бидејќи од самиот старт кренаме со победи, така да до првиот дел на лигашката сезона едини фаворити за прво место бевме ние. Така да и пред самиот крај на ова такмичарска сезона, првото место ни беше загарантирано. Мислам дека при играчите им честитам за залагање, за однос. Со тоа докажаа дека местото им е во прва лига. Ние оваа сезона пријавиме и куп надпревари и игравме со прволигаши. Струмица ја поминавме, дојде со работнички што одигравме едни добри надпревари, публиката не бодреше, играчите се представија колку што можат од даден момент. Мислам дека не се обрукаме, дека одиграме максимално поштено и коректно, така да мислам дека сме екипа која заслужува место во прва лига. Баскет е прилично нов клуб. Пред колку години беше формиран и фактички за колку време стигна до првата лига, како да етапите? Па, ние сме 2010 формирани, 5-та година. За 5 години почнаме да играме младинска лига. Така почнаме. Па, после наредна година поново младинска лига, пошто играчите беа доста млади. Пуштивме и 3-та лига да играме. Тоа е најнизок ранг во Македонија. Играме таму 3-та година повторно 3-та лига. Влегуваме во 2-та лига. Прошла година само со една надпреварувачка сезона, 2-та лига, дојдовме до 1-та лига пласман, со тоа што не успеавме оваа година повторно истиот успех го повторуваме, кај што доминантни сме во 2-та лига, мислам, не ни е место во 2-та лига, стварно играчи кои заслужуваат да играат 1-та лига, млади, сакаат афирмација. Што ќе биде, ќе видиме овој период нареден. Дали ќе ни дадат право да настапи или не. Така, кој е профилот на играчите, ги споменавте од тето млади кошаркари, значи школа на те баскет со собствени деца, значи изборен овој пласман во прва лига? Па, имаме, ние и собствени деца, имаме на доста талентирана и надежна генерација, таму 97, 8 и 99, 9 годиште. Стварно доста талентирани деца, што редовно тренираат, и мислам дека сениорите што се во 2-та лига што играат сега им се знаеш као идоли, ги влече уште повеќе да тренираат и да напредуваат во играта. Без тренинг и без дисциплина не може да постои. Та и ова не е случајно, ние што сме дојдени довде. Стварно се работи у рамките на колку што ги нуди градот и ова, работиме стварно доста солидно. Доста солидно. Така да мислам дека ова и успехот не е случајен, туку така, ништо не паѓа од небо, поготово спорт. Без труд и без работа нема успех. Така да мислам, уште една би им честитал на сите играчи за залагањето оваа сезона. Како ќе биде сега од новата сезона? Кои се можностите, нели, да се обезбедат тие услови, значи сала со паркет и да се надпреварува те баскет во првата лига? Па сега оваа сезона за нас е скоро завршена, имаме уште еден надпревар, мислам небитен, и пред 2 кола сме више изванично први во 2-та лига. Сега се избира нов преседник во федерација. Ќе одам, ќе разговарам и со него, ќе му представам моменталните проблеми што ги има Тетово, пошто више 2-та година со истиот проблем се случува, адекватна сала за надпревар што исполнува критериуми за прва лига нема, проблем е паркетот. Ќе му ги презентирам условите. Дали ќе се покрене некоја акција поширока и на повисоко ниво, за да се санира тоа